Денеска во мултикултурниот центар во Кочани се одржа 55-та редовна седница на Советот на општина Кочани, на која советниците расправаа и ги изгласаа сите 28 точки од дневниот ред. Советниците го изгласаа извештајот за реализација на програмата за одржување и користење паркови и зеленило, набавка, поставување и одржување на урбана опрема, детските игралишта и на фонтаната Зрно во 2020 година. Извештајот за реализација на програмата за управување со отпад на подрачјето на општина Кочани за 2020 година, извештајот за реализација на програмата за јавна чистота во општина Кочани за 2020 година, извештајот за реализација на програмата за одржување на сливни решетки за атмосферска канализација на подрачјето на општина Кочани за 2020 година, извештајот за реализација на програмата за контрола на популација на бездомни куќиња на територијата на општина Кочани во 2020 година и информацијата за водоснабдување и здравствена исправност и квалитет на вода за пиење од градскиот водовод. Советниците без дискусија ја усвоија и програмата за изменување и дополнување на програмата за остварување на социјална, детска и здравствена заштита на општина Кочани за 2021 година. Извештаот за реализација на програмата за спроведување на општи мерки за заштита на населението од заразни болести во 2020 година, извештаот за финансиското работење на комуналното јавно претпријатие Водовод за периодот од 1.1 до 31.12.2020 година. Без дискусии со 12 гласа за, советниците на денешната седница го избраа Александар Темелков за нов командир на полициската станица од општа надлежност Кочани. Советниците се задржаа на точката за разгледување на состојбата со коронавирусот на подрачјето на општина Кочани, од каде информираа дека состојбата со ново заболени и починати лица е алармантна, односно за 2 недели во Кочани се регистрирани 18 починати лица. Одовде апелираа, особено до помладите, да ги почитуваат мерките за заштита, бидејќи тие се најголеми преносители на коронавирусот. Снимка од денешната седница на Советот на општина Кочани ќе биде емитувана денеска во 18 часот и реприза утре во 12 часот напладне.